Вистинска црква. Што значи тоа вистинска црква? Знаците на вистинската црква, Христовото тело. Постојат знаци по кои се карактеризира црквата и по кои можеме со сигурност да кажеме ете тоа е вистинска црква. Најчесто се повикуваме на единството, светоста, универзалноста и апостолското наследство или поврзаност. Како прво, единство. Единството на црквата не е никогаш замислено, па дури во времето на апостолите, како организацијско единство, во смисла да биде под директива на еден човек. А исто така не треба да се свати дека нејзината униформираност и пракса треба да бидат насекаде и во секој временски период исти. Важноста на единството е во нејзиното водство. Павле пишува: сите вие сте едно во Исус Христос. Има само еден Господ, една вера и едно крштавање, еден Бог и Татко на сите, од кого е се и преку кого е се. Значи, црквата не е единствена според обликот на богослужбите, начинот на управувањето и методите на служењето, туку по тоа што е составена од сите вистински верници, наново родени христијани од вода и дух, кои го сакаат Господ Исус Христос. Ниту една надворешна форма не може да ја прекине првобитната и најважната поврзаност на заедницата со нивниот основач, Господ Исус Христос. Како второ, светост. Таа е света. Црквата е одвоена за Бог и во природата на нејзиното постоење и дејствување таа е света. Тоа се однесува само на оние кои се во Христос. Тие се свети, не затоа што му служат на Исус, туку пред се заради тоа што Христос за нив стана посветување. Црквата е света затоа што во неа се манифестираат плодовите на Духот, како што ги опишува апостол Павле: љубов, радост, мир, воздржливост, кроткост и така натаму. Преку тие кои се посветени и му се предадени во целост на неговата служба. Плодовите на таквите верници се покажуваат во областа на нивниот живот и во правилното застапување на Христовата наука. Второто е процес, кој се постигнува преку внатрешното дејствување на Духот, кој го прави верникот свет. Како трето, универзалност. Тоа значи општо, сеопшто. Црквата не ја сочинуваат само некои одредени народи или народ, како што имаше појави во почетокот дека Христос е само за евреите, туку нејзината порака ги опфаќа сите народи и не евреите, бидејќи налогот или заповедта на Исус Христос беше ова: одете по целиот свет. Не постои национална црква која е исклучиво само за еден народ, туку сите народи имаат еднаков пристап и сите преку вера и покаяние сочинуваат едно тело, наречено Христово тело. Црквата е и апостолска. Апостолската црква се состои во тоа што е основана или надзидана врз темелот на апостолите и пророците, кои се во постојано зголемување на нивното членство од почетокот па се до денес. Тоа не подразбира водство со непрекинат процес и задржување на некоја црковна власт со преносно значење преку ракополагање и поврзаност со апостолите. Таквото толкување е непознато за Новиот Завет, бидејќи некои религии си зедоа за право да се поистоветуваат дека се рамноправни со апостолите и дека нивното служење е исто значно како и на апостолите. Не, вистинската црква се наоѓа на секаде каде што е Христос и каде што царува Светиот Дух, зашто Исус Христос рече: каде што се двајца или тројца собрани во Моje име, таму сум и јас посред нив. Значи, црквата е една затоа што е соединета со Христос. Црквата е света затоа што Божиот Дух пребива во неа, Светиот Дух. Црквата е општа,
Универзална, затоа што е насекаде присутна и за сите достапна во секој временски период. И црквата е апостолска затоа што е верна на новозаветното апостолско учење. Божи благослов. Амен.